Хелсиншки комитет денес повторно со негативен извештај од прифатните и транзитни центри кај Гевгели и Табановце за условите во кои живеат бегалците и мигрантите. Во извештајот се наведува дека на бегалците им се давало расипана храна, престојувале во несоодветни услови, а на крајот од извештајот најавува дека сепак на камповите е мирно и без проблем луѓето кои се таму сместени се согласувале за вакцинација од детска парализа, односно полио. Додека Хелсиншки комитет секоја недела излегува со негативни оценки за престојот на бегалците и мигрантите во камповите, сликата која нашата камера речи секојдневно ја бележи е сосема друга. Луѓето кои ние ги затекнавме таму велат дека нема никакви проблеми. Условите можеби и не се најидеални, но сепак имаат и доволно храна, но и топли оброци. Ова го потврдуваат и од Црвениот крст. Велат дека на овие луѓе сепак им се пружа неопходната помош и поддршка, како здравствена, така и хуманитарна. Обслужуваме и работиме со кујната која што секојдневно разнолика храна се служи во термини соодветни за појадок, за ручек и вечера, така да повеќе од месец дена е отпочнат процесот на послужување на топол оброк и храна и работата на кујната на Црвениот крст овдека и секојдневно се работи соодветно барањата на лицата кои се присутни на подобрување на истата храна со која ги послужуваме. Во еден од претходните извештаи каде Хелсиншки комитет излезе повторно со негативна оценка за условите на камповите, за кратко време мистиот беше демантиран од страна на владините организации кои се секојдневно меѓу бегалците. Од хуманитарната организација Каритас најостро ги осудуваат невестините кои ги набеле Хелсиншки, велат дека кои луѓето кои се на винојук имаат редовен појадок, ручек и вечера. Како и во изминатиот период, откако е затворена бегалската рута, така и во текот на оваа седмица повторно не е регистриран ниту еден бегалец кој влегол на територија на Македонија. На винојук во моментов се сместени 138 лица од Сирија, Авганистан и Иран.